Кажу рече еден другар пред некој ден ми вика, шта ради Мали? Викам, Мали не е веќе Мали е огромен. Љубига мајка 2 метра скоро. Ни викам, Ќути, викам, има девојка. Во колку години? 16 години. Викам, Ќути, има девојка и превртам се очи. Викам, не, превртувај се очи, мори будало, замисли дечко да има. Да. Пошто е многу модерно е, разбираш? Тоа едно време не смеше да се каже, сега си супер ако имаш дечко. Јас сум била замрзната и сум живеела под камен. И како можеш ти да дозволиш, вика, да имаш само 30.000 слушачи на Spotify? Викам, синко, ја кога почнав да пеам, викам, ти и овие, викам, сега што правите музики, викам, ние немавме ни мрежи, ни YouTube, ни интернети. Ако ти идеш у радио, добре, кај Антонио Димитриевски у хит на годината, ти си доктор на науки. Разбираш? Да. Во денешното издание на Равенка за успех имаме една драга гостинка што одамна ја немам видено, а баш ми е задоволство што малце ќе се подружиме заедно со вас, сите што не следите и што ќе ви открие све интересно што и се случува во животот во моментот. Мислам дека е соодветна личност за Равенка за успех, затоа што незината кариера е навистина богата и успешна, а и животот, нели, генерално кога ќе се види, она постојано е во некоја нагорна линија со многу успеси. Тијана Дапчевиќ е тука со нас. Добро ни дојде, Тијана. Здраво, Маја, боле те најдов и фала ти што ме повика уште многу одамна, ама никако не успеавме да се организираме. Да. И на крај ја ти реков, Мацо, кога ќе доаѓам и кога ќе бидам на подугачко малце во Скопје, тука ќе ти се јавам и да знаеш дека ќе правиме. Така и остана на збор. Так, па да. Што ми е многу драго, многу поодамна снимавме во Београд еднашка. Да, и тоа помина баш време. Ама ти постојано новитети, онака турбо си баш активна. Равенка за успех е емисија во која еве ти е, мислам, подкаст каде што верувам го следиш и знаеш како функционира. Како не, те пратам и на Инстаграм и све. И на YouTube сум subscribe, like. Браво. Она што е интересно е дека сите ние имаме амплитуди во животот, и сите имаме моменти кога, нели, се ни оди супер, па негде ќе застане, па ќе затаи, па идеме горе-доле, но успехот е да обстојуваш и да ги надминуваш проблемите. Верувам дека ти тоа добро го правиш, гледајќи те како добро изгледаш и ти кажав од старт кога дојде дека си ми иста секогаш кога да те видам, а и како што кажав сите проекти. Ќе се навратиме на години назад. Ти си скопско дете од центарот на Скопје. И веројатно си го сакаш градов. Како не. И те асоцира и те потсеќа на многу убави моменти. Да. Ајде малце на детството да се навратиме на скопскиот живот во тоа време. Секој ќоше ти враќа некој период од тоа прекрасно детство, кога сите бевме заштитени. Овие постарите викаат, со црвен пасош можеше да се легне негде на некоја ливада помеѓу државите без проблем. Али така кога ќе се фатам, така кога зборам, као да имам 600 години. И мене така ми доаѓа кога ќе се навратам, ама за краток период многу промени има во се. Ама неверојатно многу промени, а и јас многу рано почнав да се бавам уопште со јавниот, со јавната работа, односно како водител, па едно време радиски, па покасно телевизиски водител, па во меѓувреме почнав интензивно да се дружам со другарчињата од Банкрот Блуз Бенд, бенд кој за жал не постои веќе некој известно време. И Джуджи го украде Харе, мислам на Джамбас. Да. И дружењето со Гиш, со Харе, со Бранко, со цела екипа, па почнав да пеам блузови по разни клубови скопски, па и низ Македонија. Пеев по фестивали и немав некоја амбиција да се бавам со таа сцена, со шоу бизнис, со поп музика. Некако бев свртена на мојата академија, на вработување во филхармонија, концертни активности од типот дали се да свирам рококо варијација од Чековски или да вземам некоја друга програма, па се до оној момент додека не отидов во Белград. Од оваа перспектива, кој ќе се навратиш?
Се каеш што не си отишла по патот на инструментот и виолончелото или овој пат би го одбрала повторно? Апсолутно би го одбрала овој пат повторно, да живее во некоја друга земја, каде што уметниците, конкретно инструменталистите, музичарите кои што се со завршена школа, со завршена академија, каде што се ценат повеќе, може би се каела што не сум тргнала, да сум родена и да сум растена во некоја друга земја. А со оглед на тоа, мислам, сите знаеме каква е ситуацијата и тогаш каква беше, и не е нешто претерано многу сменета и до ден денешен, а и во Србија Да. Исто, само друго пакување. Па да, мислам, не знам дали знаеш за податок дека Белградската филхармонија веќе трети месец штрајкува. Заради навистина мизерни, не се тоа само пари, не е тоа само заради платите, него воопшто целата комуникација со луѓето кои што се одговорни за конкретно таа институција која што е од круцијално и витално значење за секоја држава. И тука се исклучително талентирани музичари кои што завршиле разни некои школи, што ни светот, што од Белградска филхармонија, тоа е посебна приказна, тоа е озбилна школа. Да, убаво со микрофонот. Па не го удале, па не го знам дека на подкасти гледам така кој Тамара скоро беше на некој подкаст и се вика микрофонот. Ја затоа си го враќам. Ја се кога ќе се исправам. Не слободно фаќам, овој добар, квалитетен. Така што немам, што би рекол Роби Вилијамс, no regrets, немам стварно за мојот пат кој што дали ја го одбрав, дали створителот го одбрал, nobody knows, дали едноставно се случуваа работите. Така некако наместено. Отида Не, 99-та дипломирав, а 2000 отида во Белград. Да. Линкот беше Дејан Миличевиќ? Да, Дејан кој што го почнавте правевте така е, Дејан го запознав овде во Скопје на улица. Дојде човекот ми приде на улица. Тачно кај Вранглер, екс-Вранглер. И ми заустави човекот. Ја од академија се враќам, тоа беше некоја 98-ма, мислам, да. Непосредно пред бомбардирање на тогаш Југославија. И ме заустави човекот и ме прашува, ти со што се бавиш? Викам, ти кој си? Немам појма. Но ти пратев тоа, немавме тогаш мрежи, немаше ни YouTube. Не знам ни кога се појави YouTube. Тус не си ја пратала Цица изгледа? Светлана не. Пошо ни правеше спотот. Така е, па од Светлана направи риба и од Ана Бекута и од сите у тој момент. Да, до тој момент тоа беше. Разни некои звезди од Србија. И ништо, он само уште тогаш кога се запознавме на улица рече, ма ти мора да дојдеш у Белград. Викам, да бе, само мене ме чекаат таму сигурно. Али на глава ми се имаше качено се додека 2 години подоцна, 2000-та, рече, сега дефинитивно готово, сезона со филхармонија ти се заврши, се запосли, тоа ни беше мисија, во рете, положи аудиција, сега може да дојдеш во Белград, едно 15 дена да видиме што ќе правиме понатаму. Абе викам, дечко, што да правиме понатаму, супер ми е, окей сум. Знаеш, си живеам дома, си дојте, си свирам на... Шо имав ја 24 години, па ти бебе. И остало историја, 2000-та. Отидов, не многу кратко време после тоа го запознав муж ми. Ете судбината, гледаш како те наместила. Ама не, тоа е некако е запишано, ја мислам дека е запишано некаде, мислам не некако се наместило како треба. Добре, Дејан интуитивно ги усетил работите. Да. Каде, како те води патот, ти бил баш на суката. Интересно, но виднаш некако кога почна во Белград да правиш, да пееш, да се бавиш со шоу бизнисот, одма кликна некако со таа публика. Многу те прифатија брзо. Па ја имав таа среќа, па секој кој што е
кој што влага не само во Србија, сегде во светот, барем ја така мислам. Ако си искрен во тоа што го правиш, ако си искрен со луѓето кои што ја слушаат и кои што ја купуваат твојата музика и луѓе кои што купуваат карти да дојдат на твој концерт, ти не можеш да ги лажеш. Тоа ќе те провалат одма. Така што јас го гушнав Београд. И уопште Србија. И одма ми врати. Одма ме гушна назад. Стварно нема проблем никаков. Напротив, имав огромна поддршка од разни луѓе кои што значат нешто во шоу бизнисот во цел регион, во цела бивша Југославија. Сеќам и Брена како ме пригрли, баш ме гушна. Кој од колегите така во тој период највеќе ти дадоа поддршка и онака ти излегува во пресред, да речем? Деки, апсолутно. Бошко Јаковљевиќ, твој колега, водител и новинар. Да. Леонтина Вукомановиќ, Желјко Јоксимовиќ. Желјко беше стварно у самиот старт беше баш безрезервна поддршка ми даде. Сеќам во Будва, Херцег Нови 2001 со Степски Вук и се спреаме Милан и ја да идеме у Атина. 10 јули. Шо ќе правиме од Црна Гора? Идеме кај кумовите у Атина. Само што заврши фестивалот, а мене тука 15 дена пред тоа ми излезе албумот. Првиот албум. Као да. И се спреаме, ние се у хотел, се пакуваме и Желјко поминуем у ходник. Што радите вас двое? Попакуваме се. А каде ćete? Па идемо у Атину. Сте ви бре нормални? И ние као да ме, зашто? Идеме кај кумовите, брате мили, лето, шо ќе не ќам тука да седам, не ми се седи у Црна Гора, сакам да му Грчка. На наше море. А Милан има па историја врзано со Атина, има 3 години живее во Атина. И не бе, вика, нема шанси, вика, вие било кај да идете. Сега ја приметија и вика, уместо да земете пари, да тие на настапува, зашто да идете било каде? Абе, кај ќе останеме сега? Имаме ние голема куќа, изнајмивме со Леонтина, ќе бидете у прво време кај нас, па после да... Да, он тогаш беше со Леонтина врска, така? Да, они во веза, љубав цвета у тој момент. И се седиме вака у кафана со Миле, они не убедуваат, и Леонтина и он не убедуваат дека е глупо да се иде било каде, мора да останете овде. Викам, шо ќе пеам, бе, човече, викам, 3,5 песни имам кои што може да се пеат на настапи. Имам, вика, идеја, вика Желјко, имам идеја. Ќе останете овде, ќе ми бидеш гостинка сега, вика, имам на 15, на 17, на 19 имам тука, вика, Будва и ќе ми бидеш гостинка и ќе видиш како ќе почнат те бараат. Добро. Викам, што не губиме ништо. Викам, ај ќе останеме кај нив на гости едно недела ден. Ако иде, ако не, ауф идерзен. Да. И стварно така беше. Му бев гостинка на два на два концерта и почна сами да му се вуваат на Милан, а Милан и ја у целата приказна влеговме заедно. Мислам, тоа ти е тој момент и таа можеше да не кошта, како ти кажам, ако отидовме, можеме да пропуштиме стварно многу. Али у целата приказна заедно влеговме и заедно и мојата кариера ја градевме општо целиот наш бизнис. Да. Нашата фирма, нели? T&M, која што функционира веќе 25 години. И сеќам, викам, добро, ти бев гостин, отпеав 3 песни мои, викам, и сега ме викаат, викам, сега у Петровац треба, викам, да пеам за 5 дена, викам, ја не знам што да пеам. Ја ќе ти дам матрици. Викам, дечко, ја поло тие песни не знам. Па узми текстове, па учи. Пошто ја никад не сум слушала чирилица. Од наши музики, Леби Сол, нормално, Локал Патриота, Азра, Екатерина, да, ти беше Електрични оргазам, потпуно алтернатива, како ти кажа. Ау, брате мили. И дугме. Од овие што се, што се XU. Да. И толку.
али те треба да идеш магазини, нови фосили, тие музики што никад не сум ги сакала. Ги засак. Па, тоа дали ги Знаеш што е засака, интересно, што стварно во сите песни имаш интересни текстови, такви интригантни, забавни. Та знаеш како ја обично тоа дојдовме до заклучок со Драган Брајовиќ Браја, авторот на сите мои најголеми хитови. Позитивни се некако, не се жалопојки, ти нешто. Тоа се текстови кои тебе што искача таа ведрина? Не, нема тука ништо ведро кога ќе им влезеш на тие текстови реално. Добро, да, реално да. Али Тоа така се звучи. текстови кои што обработуваат социолошки феномени, а пак има некоја и љубавна причица. Да. Али не се, кој ќе кажат шеговини текстови. така, да. Ама се далеко од шеговини текстови. Кога Да. ти ќе кажеш текстот све како е. Да. Колку Ама на еден кинези фин има начин. Колку кинези рецимо има у Србија, кој што на времето стварно дава ненормални суми на пари за да се оженат, за да добијат папири за да останат у Србија. И онда Слободан Милошевиќ се сети и на сите им даде пасоши, сите Chinese кои дојдоа и онда главна тема разговора стана 300 динара оценеце. Знаеш, Кинески пазар, кинези еден куп. Да. Така што обработува во секоја од тие шалjivi или ти шегобини numeri се обработуваат социолошки феномени. Ја имам друга фрајер ја дојел само смортаци. И он вика како има новог дечка. Знаеш, тоа е многу страшно. Мислам, убаво е тоа да имаш тоа се најдобри другари, моите најдобри другарки се, сите се хомосексуалци. Зошто? Не знам, затоа што се најдобри другарки никад нема те зезне. Да. Па нема. Немаш да те зезне, свег да сакаш. Не може. И да сака. Не дај Боже, како ти кажеш. Ето, ама Боже ќе те боли тоа. Да. Кажу, рече еден другар пред некој ден ми вика, шта ради Мали? Ја викам, Мали не е веќе Мали е огромен. Љуби ga мајка 2 метра скоро. Ни викам, чути, викам, има девојка. Вук, Викам, колку години? 16 години. Викам, чути, има девојка и превртам се очи. Викам, не, превртувај се очи, мори будало, замисли дечко да има. Да. Пошто е многу модерно е, разбираш. Тоа едно време не смеше да се каже, сега си супер ако имаш дечко. Тоа е. Се е тоа составен дел од секој Од агендата. Од агендата. Да, оште се испланирано. Вук е, да не сотре. Па мислам како вид, да не кажам, врста. Баш така. Да. Инаку, само ќе не сотра ако им дозволиме. Да, секогаш мислам дека ќе победи доброто. Да си жива и здрава. Тоа е. Али пред зора се мрзне. Знаеш, која е утрото ладно ти е пред да изгрее сонцето, али кога изгрее сонцето. Опуштањето на уживањето. Така што сега го живееме тој момент кога се мрзне пред баш се чувствува. Ја мислам секој поединец тоа го чувствува. Да, сите го чувствуваме. И се повеќе се освестуваме. Поготово вие што се по-open minded, со поотворени умови. Да. Знаеш, ќе биде све добро. Ке биде, да. Интересно, Вук продолжи по твоите стапки, сака да се бави со музика, веќе се бави сериозно со музика. И продуцира музика. Да. Ме изненади фактот дека такви успеси постигнува и дека еден од најслушаните автори на српски во светот. Прочитав дека има договор со некоја продукција од Флорида. Да, Black 17 мислам дека се вика издавачката куќа, која што сама му напиша мејл и Вук нормално одма го форвардираше на мама и на тато, пошто е нели малолетен. И ништо, го приметија, он се сам. Како? Така, негде почеток на 8. Ја веќе кога почна у 7 оделение, пошто он идеше Нижо музичко и заврши Нижо музичко, само што направи една година пауза затоа што 6 години е нели Нижото музичко и една година мораше да направи пауза за да заврши нели ако сака да се упишува у средно музичко и ја веќе на почеток на 7 оделение почнав да му дробам и да го товарам. Добро, викам, дечко,
Што мислиш ти, како се гледаш себе си за 10 години? Што им имаш у план да правиш за 10 години од сега? Па не знам, мислам да се запишам у гимназија. Ти викаш дека најдобрата школа е најблиску таа што е. Па во 12-та гимназија е тука близу. Викам, што си викам толку незаинтересиран? Дај бе, викам нешто од земи прави со животот. Како тоа, не знам дали е гимназија, не викам, размислувам, викам, може викам имаш Славенски, Станковиќ, Конјовиќ, овие што се музички, овие средни музички, ама средни музички гимназии, каде што ти имаш и други стручни предмети, да. али имаш и географија, историја, и македонски, и англиски, италијански, и свашта нешто. И викам, размислувам, викам и на таа тема имаш, викам, знам дека е талентиран, мислам си го знам детето. Ако мајка не го знае, ничим изазвано, он еден ден доаѓа дома, 8 оделение беше. Само рече, ми требаат нови слушалки, ми требаат нови звучници, музичката картица ми е окей, ама ми треба нешто. И само кажем на Милан по компјутерите и се разбираат. Ја као да збори шпански, а ништо не го разбирам. Викам, шо ќе ти е тоа? Па почнав да правам музика. Шо музика бе, викам, синко? Па фонк. Шо е фонк? Вика да ти пуштам. И ми пушта, ја у 10-та секунда викам, гаси. Не може, викам, ова ја да слушам. Што е ова, викам? Електроника, тоа е некој глич, комбинација од регетон бразилски со техно од типот на Продиджи која се појави. Значи, се угейн, се пршти, се она... На најако. На најако, све ужас. И ова вика, да бе, вика, кај мене у теретана, вика, само оваа музика се пушта. Океј. И почна тоа да чепка, миц по миц. Престана да игра игрици на компјутер, почна да прави музики. Па не знам, отвори ова, па Cubase еден, па Cubase друг, па на Роберт Билбилов јавува му се, шо треба се зова, па на Дарко Димитров, шо треба се зова. И и почна влезе у тој комјунити, како им се вика, на друштвена мрежа нивна, која што се вика Discord. И почна да комуницира со разни некои клинци од негово годиште, кои што е истата музика ја прават, а имаат на Spotify чудо едно слушачи. Листанери, како се вика тоа. И направи колаборација со еден, што е многу битен у тој нивни комјунити на таа фонк музика. И човекот за непуни година дена 3 милиона листанери начука на Spotify. Браво. И со самото тоа и на TikTok, на него музиките му се пуштаат на TikTok нон-стоп. Браво. А оваа издавачка куќа реагира и на тоа, мислам, и од таму се земаат авторски права и од TikTok, не само од Spotify. Браво. Пошто они му се одговорни за неговите права. Супер. Авторски права. И ти викам, почна дечко да си прави музика и у последниве неколку месеци ти кажам, поиш од мене заработи, со од авторски права. Ете, гледаш. Ни супер е, мислам, тоа го интересира, почна да копа, сега завршува втора средно и сам инсистираше да се запише у средна музичка гимназија Јосип Славенски. И ја му реков, абе, викам, синко, ако сакаш, викам, знаеш дека треба да положиш приемен. Кој кога е приемниот? Па викам, у мај. Па добро е, јануар, па тие не го кајке. Сам најде професорка, сам идеше на часови, сам отиде на приемен. И како заврши приемниот, пошто ај сега глупо е да не испадне дека се фаламе птенама. Ама тоа е реалноста сега. Од не знам колку души он исплива на второ место. Со не знам колку поена. Па и талентот им си го наследил фамилиарно. Што ама потпуно нормално да мислам би било глупо да се бави со метеорологија. Али видиш ти тоа е интересна работа, он да го наследил талентот од музика од цела моја фамилија, али талентот за економија, за маркетинг, за уопште сенс за бизнис, тоа го наследил од татко му и текако.
Значи добра спојка. О, Тоа да. баш што е потребно. О, да. Талентот и оној другиот Да. момент што е можда и побитен, маркетингот и сето тоа И останато. стално ми вика, мама ти си замрзнута, живиш испод камена. Значи он сега те критикува тебе. Да. Ева гледаш како Ами, ти извини, треба. А тачно знае он кога ја се изнервирам, ја му се обрекам на македонски. Од кај бе, викам, дечко, ти сега така, ја Паметен од една дека сум шта. ја замрзната. Затоа што мене не ми се свига, викам, овие музики, викам, ти што ги правиш? Мислам, горда сум, ја викам, синко на тебе, ама не можам тоа, вие клинците слушате, не? Ти јас сум била замрзната и сум живеела под камен. И како можеш ти да дозволиш, вика, да имаш само 30.000 слушачи на Spotify? Бе, викам, синко, ја кога почнав да пеам, викам, ти и овие, викам, сега што правите музики, викам, ние немавме ни мрежи, ни јутуби, ни интернети. Ако ти идеш у радио, Добре. кај Антонио Димитриевски у хит на годината, ти си доктор на науки. Разбираш? Да. Така што Времења. да. Како се минува брзо али цело не, време. потпуно е сега све сведено на Spotify, на дигитал, на кликови, на нив им е све полесно, ни еден клик и онда све имаш, а ти ако те нешто занима и ако нешто ти треба, можеш да идеш у библиотека, па да влезеш у сите Многу можни покомплицирано. енциклопедии, па Па додека некој те забележи, па некој да те О, забележи, да. па ти да можеш да те го пушти хитот, да се врти, е многу Ја нема процедури. никогаш нема да заборам кога прв пат се појави на радио, кога го слушнав прв пат мојот глас. Музика моја, ја што сум ја отпеала. Кое чувство беше? Никогаш нема да го заборам, па вонземјанско чувство. Мислам, тоа никогаш. И ден денес ми се случува да кога ќе излезе некоја нова песна моја, која ќе ја слушнам на радио. Еј, супер! Динарче. А знае ли Пошто сум македонски? Како? Македонски го научи? Да. Да, браво. Да, сам се научи. Сам се научи, мука го натера. Но викам, Мајчин мука ме јазик. наде, зашо бе викам, дечко, то ти е матерни језик. Да. Мораш да знаеш македонски. Се нервира затоа што све знае, се разбира и се знае да збори. Али се нервира што Тамара ја конкретно му умираме од смење кога ќе почне да збори македонски, затоа што многу смешно збори. Да, али Важно со се труди. децата, да се труди, со Хана и со Дарен единствено така може да комуницира. Да. Блиски сте многу, мислам, знам дека сте Црева. ностоп цело време си сте Црева. заедно, Црева. слики, гледам социјални мрежи, а сепак таа далечина не ви пречи заради ова неле блискост, Ма не, да се знаеш створи како? малку Па, дистанца. Ма која дистанца? Дали си нормално од Сабајле стануем, Шест отварам пати. око, правам кафе и на видео кол сум више, што правиш? Козо? Добра ли си, разбираш? Стварно сте Си правам, а птен, она птен. редовно, пошто тама, леле колку се смее вчера. Сидиме у доместика кај Ивче и Еци, другарчињата наши, не знам дали си била некојаш у доместика. Не. Многу добро место, многу добра храна. Да? Ау, феноменално. Ќе провериме. И да. Ресторан, доместика. Ке ти платам после ова. Баш, Шал. ќе се пресмети. Да, ќе се пресметаме. И сега седиме, фамилиарен ручек и не знам, Тамара отиде нешто со Хана до надвор, тоби да го прошетаат. И Дарен викам Маја, другарка ми, викам сака да те праша нешто. Што да ме праша? А викам сака да те праша кај работи мајка ти. А мама работи во теретана. Мртово озбилен. И па најчесто изгледа таму иде. Викам, што рече дете, викам, ти озбилен си? Да бе, секој ден иде у теретана. Дужи се. Се враќа таму, викам, праша го, викам, син ти дали, да праша го, викам, кај работиш? Ама бе, мама, она викам, како бе у теретана? Па секој ден идеш у теретана. Што прави мама кога ќе отиде навечер негде да пееш? Добро де тоа што пееш. У теретана работи. И па преку ден си иде на работа. Од Сабајле, тоа више навечер Не забава. бе шоу програм со нив Срци е нас. Сладки смешки се. 24/7. Поготово со Дарен, он е најшерет од сите. Многу е интересен, харизматичен, се Да, гледа бе, да. малечко, звездичка има. Со тоа булјавите очи и трепките огромни. Да, и тоа дупчето на обравчето, Ма како мајка. шуга, една вре, у контейнер ќе го фрлам. Умилен ти е? Ма сите деца мои ми се омилени. Имам многу деца, многу деца сум изгледала. Прво Исус. Тамара,
па Да, братучет Тамара, ми колку сте разлика? 9,5. Тамара, па братучет ми Марко Ковачевиќ глумецот, па сестра му Марта, па син ми, па Хана, па Дарен и сега на Марта малите деца Ања и Алекс. Значи дичарка си. О, да. Така што сите мои деца ми се слабост. Оно што е интересно покрај музикава, да се ај веше кога сме кај музикава да не заборавам, имаш повторно нова песна, спремаш нов албум. Песната се вика Шта се ради на естради? Да. Така беше? Пак има нешто тука, така. И таа исто обработува социолошки феномен. Да. Значи пак што потој со, трка. што со слика, што со тон и со текст воопшто. Александар Делич Динги ја напиша песната, кој е комплетен автор, инаку автор на Ресет, мојата песна Ресет, ако ја памтиш од 2000. Само да знаеш. Да. Да, и Динги седна и ја напиша песната и викам, чекај, викам, од кај ти идеја, викам, ти кој што си стално по баладите, имам 2 негови песни што ги имам, море не, 3, што имам одпеано и сите се балади. Од кај ти тебе идеја, викам, не, викам, не може, викам, мелодијата не можеше да ми излезе од глава, вика, и цело време, вика, ми се врти тоа, шта се ради на естради. Како е малце текстчо? Шта се ради на естради, на скандалу среќу гради, сви би да су нешто друго, ја несреќо и туго. Баш така. Да, баш нешто така. друго. Од кај ти, викам, текна, бе, вика, сум размислувал, вика, ни еден изведувач до сега, вика, и текстописец и уопште автор не се сетил да направи песна кој што се кажува, кој што се изговара таа реченица, а тоа е од кај свете и века, шта се ради на естради. Да. И Како онака вика општо тоа- веќе се ве шта се ради на естради. Да, па онака, да. Никој тоа не го опеал до сега. Така што ете, така му текнало и седна човекот и си ја напиша песната. Јас сум само изведувач на Оваа година 25 години јубилеј. 25 години како сум на сцена во Србија. И додади на тоа уште Да. 6 години овде. Тука? Да. Колку сакаш и некиш. Спремаш концерт. Ќе Па правиш? да. Само Знаеш во како сега е Белград? многу... Како? Само во Белград или планираш и во Македонија? Па планирам ја многу. А што? Али ти планираш, а Бог се смее. Многу чудни работи се случуваат, не само во Србија моментално, ама мислам дека Србија некако повлече нога за Ситуације. Не, народот конечно почна да се буди од тој некој летаргичен сон и од таа анестезираност која што тињала со години. И ја ги викам Нобеловци. Студентите наши од не само од Универзитет Белградски, него од сите можни факултети од Србија ги разбудија. Тие конкретно анестезираните и летаргични сонувачи. И да ти кажам, народот почна да се буди, да се освестува конечно дека нешто не е како треба. Сите сме сведоци дека живееме во Матрикс. И дека ова се гличеви. И дека ова се последните трзаи на глобалистите. Малце им се љулја нивната агенда која што ја планира. Они сакаат тоа да го спроведат све што е испланирано од дело, ама мислам дека нема да им успее. Доста филмови и серии се снимени на разни некои теми кои што ги живееме поготово последниве 6 години. Ја тоа го викам, мада имам и прочитано некаде дека тоа се вика predictive programming. Знаеш, кога нешто се случува и ти мислиш дека е тоа нормално. Нормално, да, и го прифаќаш. Далеко е од нормално. Тоа се гличеви. Која што кога народот почнува да се буди. Гличеви во Матрикс. Пак ќе кажам, доброто ќе победи. Сигурно. Апсолутно. Али ти викам апропо да ти одговорам за концертов. Ја можам да планирам до заутре, али ја не можам да завршам апсолутно ништо
затоа што ни една институција не се работи својата работа како треба. Сите се сега уплашени. Што ќе се деси со мене утре, дали ја ќе останам без работа, дали ова ќе биде, дали она ќе биде. Стрес, страх. Знаеш, конкретно, а за уметник е многу. Знаеш ти кога си у некоја креација у тој момент и мечтаеш и планираш тоа треба вака да изгледа, онака да изгледа, атмосферата па едно сценарио, друго сценарио, ама атмосферата не ти дава да бидеш креативен апсолутно никако. Да. И многу само ти се си важни фазон, да, вибрациите во просторот. Како не. На 29 ноември ја го закажав тој концерт, ама како ти кажам, не можам да кажам не ми е до пеење, jer ми е мене тоа живот. Да. И некако не сум in the mood да било што правам сега у моментов. Не знам дали ме разбираш. Да, јасно ми е сигурно. Али да не мрачам. Да. Се рефлектира сигурно, поготово на оваа работа, кога треба да сакаш да направиш бомбастична атмосфера, а све е некако сконцентрирано, на секаде кај да отидеш, дали врзано за оркестар, екстерни продукцијски моменти, чекај, немој ова сега, дај да помине ова. И постојано некои несреќи се случуваат. Тоа баш. Тоа е страшно. Тоа баш. Усред пустиве цела оваа ситуација, значи све некако изремете цела атмосфера. Почев од 1 ноември, тоа стварно не млатна сите. Да. Баш не акна. Знаеш, не само нас кои што живееме во Србија, него цел регион. Да, да. Прво тоа се деси, уствари не се деси прво тоа. Прво се деси 3 мај, случката во Рибникар во Београд. Тоа прво не млатна сите. Онда се деси оваа надсрешница. Да. Онда овој хорор на 16 март. И све си офазам колку да си ти позитивен и да мислиш позитивно на работите и да не можеш да бидеш позитивен. Да, никако нешто така ќе само се случи, само те шамара. Баш така, од сите шамари страни сикаш те шамара, да. Чекор назад. Да, буквално. Да. И разбирливо што немаш у моментот. Не, немам енергија за тоа. Немам ни енергија, ни желба, ни не можам да бидам креативна во ни еден момент. Знаеш, мислам, па онда разни работи у светот што се случува. Да. Гина деца у Палестина, мислам, само ќе те акне од една страна. И социјалните медиуми преплавени со информации такви. О, да. Тоа значи пола апликации избришав, знаеш дека сум паметно. Во Facebook избришав. Стварно? Да, Facebook го избришав. Буквално 2020. Код црна хроника е. Па кога почна Третата светска војна 2020, па сме у војна. Само кај некој поише, кај некој помалце. Али тоа е тај тихи рат, тивка војна. Избришав Facebook, избришав Pinterest, избришав тоа да не зборам за печатени портали разноразни, тоа се буквално се избриша. Вести не гледам веќе сигурно до 7 години. Ја, вести не гледам. Не, чуден феномен, не гледам, не можам да пратам веќе вести. Не, јас сум најнеобавестениот. Да, исто. Никогаш дури се мислам да човечевот се глупо. Коштуница. Зашто Ноле победил дека браво Боба Живојновиќ поново победи. Да. Јако. Многу. Ама на X. Да, не знаеш за тоа. Не знаеш за тие мимови. Ќе победи Ноле слика на Коштуница и као браво Бобо, свака част. Страшно. Али на X или ти Twitter X. Елон Маск. На X може да најдеш вистинската вистина да ја најдеш. Пошто
на мејнстрим медиуми, ако ми кажат дека надвор има 15 степени, ќе им кажам, еве не лаже. Да. А сега сум влегла од надвор. Баш така. Разбираш, тоа е МСМ, лажат, зинат лажат. Демек, не вика, овие што се про владини медиуми, не, тие не ги гледа никој. Тие демек само пензионерите. Овие вика другите медиуми што се демек опозиционите, они се сите имаат исти наратив. Исти. Баш. Ма дај молим. Така што не сте, значи тоа стварно топла препорака за сите твои гледачи на Равенка за успех. Немојте да гледате Немојте вести. све и свашта да слушате. Гледате добри филмови, слушате квалитетна музика, поише да се дружите со природата и тоа ми е Духовно да растат, дефинитивно. апсолутно и Мислам дека духовно тоа е и спасот. душевно. Пошто сега се развива, техника, технологија, вештачки интелигенци, лело, чуда тоа колку све, ми е страшно, језиво, тоа ми е само мега духот не страшно. се развива. Што би рекла Кирка, сите се преправаат, се оперираат, се прават, што би рекла Кирка ме више нема грди само сиромашни. Така е. Све живо се менја. Па така Значи е. се можеш, Да, ама да. не можеш да го надградиш, мислам, треба да го надградиш духот. Не работат не се работи на тоа. Не се работи на тоа. А тоа е најбитно. За жал, а најбитното. Јер духот и душата ако тебе ти се разболи. Ништо нема друго веќе. Па не, ти физички, автоматски физички се разболуваш. Да. Баш Мислам, така. треба да се свртиме кон себе, кон убавите, кон најубавите вредности, да се свртиме кон природата, да ја чуваме природата. Не, живи мајка, може да звучи како да не сум нормална. Не, супер Ама звучи. не, како почна ова убавово време, па и горе у Србија, секој можен слободен момент го користам или на Кошутњак да отидам, или негде у шума. Како одржуваш линијава? Вежбаш ти у теретана? Не. Не. Значи ти го имаш тој ген, си го повлекла да си држиш. Не е тоа ген. Што е? Тоа е пост. Да? Аутофобија се вика. Имаш здрав од храна у некои сати од денот. Браво. Значи не аутофагија. Дисциплина. Аутофобија. У некои делови од денот имаш фобија од храна. Паметно. И си внимаваш. Браво. Не претеруваш у ништо. Најпаметниот Можеш и начин. да не како викаат сега по најново скопски да фасташ. Знаеш, да фасташ, не знам, 16 сати не јадеш, 8 сати јадеш, да. И си ги правиш така да ти биде окей. Можеш и да не фасташ, само да бидеш умерен у се. Ама сепак се движиш, имаш движења, пешачеш. Па ја мацо, Што мора и активност ја нека. на концерт губам сигурно по 2 кила. На еден мој концерт. На представа може да чак и поише. Ја представа која играм, ја после тоа костимот вака оставам една црна кеса за ѓубре и на хемиско само вака од ауто. Сузана, шта има? Фуп! Мо ги ја фрлава вака. Така што тоа мене ме одржава у живот. Браво. Мене Интересно теретана до не ми сега- треба, многу рипам на концерт. Да, тоа е супер, Да. баш онака физички си активен. Зборуваме повеќе за музиката, но ти си многу и активна и во актерскиве води. И доста успешно, многу профи. Многу... Па така викаат. Да. Па шум те викаат нонстоп да одиграш некоја улога. И во Србија имаш во тој некој театар, не знам сега, Не е патувачки тоа те театар, гледам. тоа е екстерн, тоа е продукција или ти позоришна куќа Призор, Аха. театарска куќа Призор, која што работи еве оваа година се навршуваат 50 години како Призор работи, на чело Супер. со Чикараде Вукотиќ, кој што е чикица од 75 години, али многу го сака театарот, иначе глумец у пензија. Многу го сака театар, поготово тоа булеварскиот театар. Многу сака да и меѓу другото и драматург. И пред некои 3 години доаѓа на идеја да не собере Зорана, Ивана Негатив, Маја Брукнер од Нови Сад и Елена Џукиќ, све глумици, освен Зорана, Ивана и мене, да го направи тој мюзикл, кој што за ненормално кратко време станува хит представа секој регионот. Овде во Скопје игравме 2 филхармонии.
во Не сум Босна ве и гледала следен Херцеговина. пат кога доаѓате. Па не знам, Да ве гледам. кога ќе да не ми викнат пишеш. негде ќе дојаме. Ја свртевме игрицата. Браво. Бе цела Србија 2 пати, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 3 пати бевме во Виена, во Швајцарија игравме. Сега идеме во Германија крај на мај. Така што окей, тоа е окей. Супер. Супер хоби. Ула од преспав многу добро ти легна вака. Да. Ти личиш на Да. овогава. А и си го изгубив идентитетот кај децата, Да? знаеш? Ула си? Да. Пред некој ден Хана, кај отидов Хана да ја земам у школа у Гоце Делчево Чихана. И сега другарките неизини, тоа е точно таа возраст. Да, Хана мене да, не да. ме доживува, јас сум и на неа кека. Аха. Она мене не ме знае као Ула. И преспав нешто претерано не ја интересирал, ни неа ни Дарен, пошто ја имаат Ула дома. Разбираш? И сега другарки ме на Хана, леле Ула, а Хана вака, каква Ула бе? Тоа кека тетка ми е. Знаете како се вика? А он, па Ула. Ма не е Ула Тијана. Ама тоа значи дека добро. Да, тоа значи дека сме направиле добар производ, Да. не само ја, него воопшто и апсолутно целосно. продукција Охо и сите луѓе кои што тоа е една прекрасна фамилија. Дали ти се верува дека 7 години поред со 1 година пауза, дури за време на короната снимавме. Да? Да. Па баш убаво, би Да, било да. интересно. Да, Во тој да. период на мрачна енергија која сите некако на страна. Да, и тогаш по дури дома. снимавме. Дали ти се верува дека во ниеден момент знаеш оно да не слушнеш од него, пошто не сме само ние глумците тука. Тука се и режисери, и драматурзи, и светломајстори, и костим, и шминка, разни Голема сектори екипа, има, да. мислам како ти кажам. Огромна екипа. Не се случило да некој на некого повиси тон. Браво. Ама не се случило. Дали така не пикирале, така не правеле, не воопшто Охо продукција и Пеце Талевски на чело на таа продукција, дали он така не барал као каст, немам појма. Али не се Ама гледаш како се случило, чувствува таа добра екипа и добра енергија се пренесува. Ама ние сме и приватно сме супер и се дружиме и ти знаеш ли како е на снимање? Или на читачки проби. Газење, или на смеење. проби. Па не. Па на снимање се случувало да Игор Иванов Изи, еден од идејните творци на Преспав и човекот кој што рекол дека Ула ќе ја игра Тијана, каде што сите биле во фазон како Тијана. Па вика, вие не знаете каква глумица е Тијана. Ја знам, вика, од мало. Пошто идев у школа со сестра му на Изи. Пардон. Изи дури се случувало на некои сцени да не може да се сними сцена од мене, од што ја умирам од смеење, од што талат влага со 2 риби овако после експлозија и ја готово, крај, умирам. И се тоа влагаме више во втор саат снимање на една сцена која што треба трае 3 минути. Тијана те мола, мајсто, бери се да ја снимиме сценава. Ама викам, не можам луѓе, кога ќе го видам, а треба да бидам Ула. Не можам. Па вика, ти некако сврти се. Па викам, како да се свртам? Ако се засмееш, сврти се. Па викам, не можам. Ми доаѓа, викам да се смеам. Ај вика, ќе ти дам 200 евра престана се смееш. Викам, добро, 2 глави. Викам, може и ќе успеам. Не успеам. Вика, ги изгуби се. Вика, сега следното, вика, нема. Абе, шоу забавно ви е. програм, така што е многу ни фали на сите Сега ни не фали. се снима, така пауза. Не, да, правиме Има пауза, план? ама не се откажуваме. Па никако. Не се Мислам дека откажуваме, не ќе се треба. бориме до крај. Што би рекол Чеdo Јовановиќ, одустаќемо никад, а можда ни тад. Браво. Колку години си во брак, Тијана? На 28 април оваа година ќе биде 24 години. Браво. Како вчера да се омужи. Убава бројка, ПП, машала, Фала ти, нека си Маца. тера, уште Фала многу ти. златна свадба си Фала дочекате, ти, како па викаат да. кај нас одма. Да, златна е Благослови. на Певче. певче. Да. Да. Да сме живи и Види, у здрави, денешно па ти. време тоа е успех. Па е, да ти Еден од кажам. поголемите успеси Па твои. е.
Ако ти со некого се сакаш, мислам, тоа е Број 1. тоа е најважно. Ама и недоволно. Пак треба и некое разбирање, некој компромис, некоја. Па цивилизирани луѓе сме, па нормално е како има и разбирање и компромис, нели? Мислам, може да има Па не е разбирање и нормално, компромис. пошто- Ама може да има разбирање и компромис до заутре. Ако нема љубов, Џабе. што не сме направиле? Се ти уши крпи дупе. Ај сега да го залепиме ова, па да видиме како нема. Ако еднаш се скрши, ја офидерзен. Немаме теписи дома, не ставаме ништо под тепих, за све се разговара. Ако има нешто да шкрипи, одма се прави состанок. Знаеш. Добро, значи волја, желба. Па да. Најважно. Мислам, најлесно е да се разведеш. Тоа е најлесно. Па после А се последиците каеш на се- тенане. Да. Знаеш, мислам дека е тоа формулата. Ако постои љубов, све може. Супер. Знаеш, таа страст и таа заљубеност, тоа се топи после некој известно време. И онда останува само таа некоја питка, убава, интересна ситуација. Ама добро, И некој веројатно, на кој што можеш да се ослониш, Подпреш, наслониш. Знаеш. веројатно Такви години после сме сега. толку години, да, тоа сакав да кажам, веќе кога си ги надминало ние првите Дечи кризи, болести. да, детските болести, Да. доаѓаш во една фаза кога си баш пријател пред се, Да. а после и се останато. Да. Ама интересна беше изјавата како изгледаш толку добро, па има кој да ме чува, Па значи да. и тоа е многу Како битен не бе момент. човече? Тоа е најбитно. Зашто ја викам, тоа одма се гледа на човекот, ако не си добро. Да. Одма ти се гледа. Така што ја имам таа среќа што си ја најдов сродната душа, половината, не знам како. Баш убаво. Све ти се случува во животот е вака кога дискутираме случајно, не Ништо трагајки, не е не случајно. барајки, ама некако се редат куцките. Тоа е Знаеш некој како, фактор среќе. Па дали е фактор среќа или да им се заблагодарам на моите предци? Што Нема ми оставиле кармички никакви долгови. лекции. Мгм. И стално им палам свеќи на моите предци. И стално им се заблагодарувам. И на вистина сум благословена што го живеам ова во овој живот со ова позајмено тело. Ба не стварно. Во зајмено. Па како ти кажам, не тоа мене ми е дадено. И таа дарба и за музиката, тоа е позајмено. Не знам дали ме разбираш. Да. Па позајмено е. И ова тело е позајмено. Да, телото да. А Ама и тоа е позајмено. може. Не е тоа мое. Ја тоа само го хендлам добро Мгм. до следниот некој живот. Пустиш во моментот, така? Да. Битираш пустите. Па знаеш како ја постам Верник си. среда петок, секој среда петок. Еднаш имам само постојано великденски пост. Вуко се роди. Да, таа година имав некаква потреба. Мгм. И да се причестам и све заедно. И не знам што ми текна оваа година. Уствари не како што ми текна. Имав нервен слом. Се жалам. Па имав, да. Крај на таму негде средина на ноември. Ба мислам се нешто, стварно не сум зборела на оваа тема и не знам дали е паметно уште да се збори на таа тема. Ма да е паметно Зошто да за не? све да се збори. Види, А не беше тоа нервен слом, тоа беа ја тие анксиозни напади на паника, не сум ги сваќала сериозно. јас исто. Кажи, ајде да ме интересираш. Да, не сум ги сваќала сериозно и не знаев уопште кои се вистинските симптоми за анксиозни напади. Затоа што мислиш дека си постојано јак и дека ти Да, можеш. апсолутно. Ја могу. Јас сум позната теглячица, шерпас, све ја могу. Јас све можам. Во таа фаза сум, зајде кажи, многу ме интересира. И не знам дали ја пратиш Мија Костова. Да.
Мија беше Костова, гостонка, да, и Мија баш ја сподели за знам тоа. која била овака пола кило месо. Пошто она и Тамара се исто годишни. Да. Уствари Мија е нешто малце постара од Тамара, некои 3-4 месеца. И ја на некој стори ја видов како зборува на таа тема. Кај мене. Викам, човече, ја Во нешто емисија збореше, да. Може. Збореше за анксиозноста во емисијава. Можда. Нешто така беше. Дали у овој подкаст нешто, знам дека имаше микрофон дека зборуваше за анксиозност. Викам, човече, ја ги имам овие симптоми. И ја одма на Марина другарка ми, која што е психотерапевт, моја најдобра другарка, викам, морам да доđem. А викам, на кај да дојдеш, ма? Ти си ми другарка, вика, како ја да работам со тебе, не можам. Ќе те пратам таму и таму. И почнав по прв пат, после не знам колку време, да идам на психотерапија. И тоа не е страшно. Јер тебе кога те боли нога, идеш на ортопед, така? Да. Кога имаш фрка со срцето, идеш на кардиолог. Кога нешто не ти е добро со јетра, идеш на ендокринолог. Па кога не ти е добро нешто со мозокот, идеш на психотерапија, така? Не си луд. Него имаш чувство дека имаш проблем. Многу честа појава е. Ама Природов. тоа е нормално, многу брзо се живее. Не можеме да го спастриме тоа колку брзо иде све. Затоа се случуваат се случуваат тие работи. Порано си било известно поспоро, плански, знаеш, некако ретимол животот, сега е све хаотично и турбо, на најако. И од тие причини се случуваат тие моменти и ти викам да имав проблеми со дишењето и со тие моменти. Ми помогна доста една фреквенција. Има еден квантно апаратче, се вика Луча, која што работи на фреквенцијата 7,83, која што е фреквенција на земјата. И зошто се луѓето кои што одат боси најсрекни? Што примаат? Затоа што се конектираат со мајката. Тоа Бог да го прости Угриновски, уште пред не знам колку години ми го кажа, кога бев во некој стрес, ми рече, двор имаш, да, земја имаш. Собуј се и боса. Да. И многу има, знаеш колку има врска тоа, за да се избалансираш, да се уземјиш. И тоа апаратче многу ми помогна и околу несоница и околу тие напади. Кај го набави тоа? Во Београд. Да? Да. Го видов прво кај Ноле, околу врата. Ќе ми дадеш број? Ќе ти дадам, не е никаков проблем. Има сајт www.lucha.t8, Т као Тесла, затоа што Никола Тесла тврдел дека со фреквенција и со енергија може да се излекуваш. Зошто сите сега се свртени на холистички пристап и на лечење, и хомеопатија, и квантна медицина, и разни некои медитативни моменти. Повеќе се луѓето свртени кон тој холистички приступ на лекување, што мене многу ми одговара. Ја рецимо го лечам со хомеопатија веќе и хахај. И супер. А ја и со квантна медицина. Што ми беше моабетот конкретно за моментот на психотерапијата? Мојата терапевтка дојде со многу разговор со мене и со доста копање. Дојдовме до сознание дека ја имам диагноза која што се вика burnout. Односно, господјо, ниси стала, седи мало, не може да будеш шерпас целог живота. И сега сум на распуст. Супер. И тоа треба. Затоа што стварно претерав. Да, некогаш без осет. Да. Човек си задава задачи и на крај кога ќе се случи такво нешто се освестуваш, свигаш каде. Све беше супер додека се бавев само со пеење, со музики, затоа што нашата работа на пеачите, конкретно во Србија, е сезонски. Да. Значи ти имаш дупки во текот на годината кога немаш работа. Едноставно никој не те вика да пееш, затоа што се не знам потрошиле од нови години, па сега нема ништо до крај на марта. Знаеш, периодично. Така што откако
ти викам откако ја играм и оваа представа и уште една представа и се спремам уште една представа. Ого. Мгм. Е многу одмараш. Да, ба не спремам, читам. Читам. Не сум уште влезена во проби, не сум спремна уште. И би требало да се зборува за таа ментална ментално здравје и хигиена хигиена, ментална и ете прво тргни од тоа да не читаш вести, да не гледаш домашна телевизија, да се растеретиш да се растеретиш од непотребни информации, Така е. невистините И не така само на- непотребни информации, и исто од витално значење е да немаш страни тела кои што ти ја зимаат енергијата, конкретно јас сум од тие години кај што провалуем више. Кој те сака, кој не те сака. Да. Утрото го сечеш и auf Wiedersehen. По Да ти биде- сензитивен си, повеќе ги чувствуваш А работата. јас сум таков човек, многу ми требало време да ги направам тие филтри. Јас сум без филтер. И кога ти давам, и кога разговарам со, и кога те слушам, не те слушам само ја. Да преживуваш. Па да, како викаат србите, ме слушаме, ал ме и чуе. Ја, знаеш, Да. ако Има не... луѓе од тука, а некои свени срце им поминува. Па тај сам. Да. И Разбирливо. те се мора малце ручна. Ако малце одмор, малце освестување, Па да. малце сознание за сам себе, се е Да. тоа потребно, се тоа животни ете лекции, и духовно тој пост. зрење. Така Да. е. И тој пост е многу би зашто постиш, другарка ми ме прашува. Зашто кај сега тоа? Знаеш, не ме знае од таа прича. Викам, Мацо, имам осетив потреба. Едноставно да се исчистам, да се знаеш, да видам дали тоа може и дале. Супер. Дојдовме Сето до самиот... главата. Да. Дојдовме до крајот. До каков Некако. крај, ма? Гледаш како летна? Ај, види, тајмерот. А чекај, ова сме влезени у новата... Да, Во новата година? Влеговме во новата Не знаеш што година? ние можеме да цитираме уште многу ориентационо ние. Ете, пуштивме плюс. Видиш, и тоа е една од Да. работите кој го извини што те прекинувам, Не. што го живееме во ова денешно време. Луѓето немаат нерви више да пратат да долго пратат време. и да слушаат некоја певајка која што сега паметува и прави. Не певајка, било кој. Кај нив мора да биде сликата вака да лета. Зашто се им лета у животот. Све тоа, све заради ова. Да. Све заради ова. И многу ми се Трпение допаѓа. нема. Многу ми се допаѓа, не знам точно во која земја, забранија на деца до 13 години да користат откако ќе се Социјални роди мрежи? Да. Браво. Не само социјални мрежи. И телефони, таблети, iPhone, да. Да. Само не знам точно која земја е во прашање. Браво. Тоа е тоа. Тоа е големиот проблем на денешницата, ама ете, некако ќе најдеме начин. Ова е Ма па, фала подарокот Богу. од Живанши. Леле, фала! Живанши, баш живанши. Да. Линтердит, ова го имаш тука во кутијата. Леле, фала Значи, ти, прелегував мае. е. За плавушија? Да. Тоа. Кажи. Еве ја Ми се фошичката. допаѓа. Многу е убав. Стварно е Леле, многу фала убав. ли поклон че си допив? Да. Фала ти, Мацо. Ова е на Нателла. Криотермогел, сега пред лето ќе си се мачкаш. Ау, супер, Едно се па друго почнем на... пред пешачење, супер ќе ти дојде и убаво ќе ти делува на Сега затегнување на почнав да кожата и идам намалување на некои антицел. некакви влагаш во некоја капсула и трчаш у таа капсула и се Да. потиш, сол се правиш. Е. Кај Мија Борисављевиќ, ако си ја сретнала негде по мрежи, Не знам што има. Пејачка е... Јас знам Мија Борисављевиќ, ама Па не знам има салонот, нешто, знам дека Мија има. боди слим, нешто така. Да? Има тие апарати, ги има, она ги патентираше тие апарати. Така што овој термогел на Нутела ми се вика. Нутела, да, асоцира на Нутела. На Тела Beauty термогел антицелулит Да. and slimming Значи имаш gel. едното лади, другото грее, ги нанесуваш ладното, па плавото, па А розеното. тоа за моите вени шо вика? Супер века. А да, Немаш проблем, да. добро. Мислам дека За моите ладното е оперирани сигурно. вени. Па не знам сега, тоа ќе се консултираш, а ладното сигурно нема да Ќе те се препара. не, ладното не Тоа може што да прави. лади, да. Да. Ова се колаген форте, на Медобил, многу квалитетна формула,
што добро е за локомоторен систем, за зглобовите Па и тоа подмачкува добро. Ушо сум задоволна, па види бе човече, човек ме направи со помпони. Ау, па ова те се А ако ти ќе мислиш кажат. дека џабе саат време потроши тука? Имате ли нешто да пријавите се? А на граница немам ништо. Ова што е спакувано? Ау, значи колагенчиња, чекај, зашо има 3? Така, 3 имаш. Исти се сите 3 или по 3 се? Исти се. Прво едното, па другото, па Третото. третото. Кога ќе го потрошиш првото, го пиеш второто. Второто. Значи колаген форте на Затоа што тоа е дозата која Медобил? да. Тоа ти е дозата која треба да ја примеш, нели? Во периодот. ми се допаѓа. Да. Да знаеш дека ќе почнам ова да пием. Да Пошто ниеден почнеш. колаген не пием. Па треба мислам да дека ти е почнам. време. Време Да, ти е во ред. тие години сум. Ја мислам дека ти беше пријатно. кај Многу нас. ми беше убаво и без везе, ја мислев уште ќе збориме, бе мајо, знаеш. Абе, ако има мача, дај ке си позбориме, ние не е Па, проблем. ајде да идеме на пијачка. На не, пијачка, знаеш. може. Може. Ја мислам дека имаме теми супер за муабет прајање секогаш и Да, она секогаш што и за секогаш. и за секогаш, точно. Да. Она што секогаш ми се допаѓало кај тебе што си стварно пријатна, комуникативна и искрена. Данкешен и Ето мене ми беше многу убаво и да се видиме да ми дојдеш на гости. Обавезно. Фала ти што Многу дамна не си одве била. време одамна не сум била, а го сакам стварно Београд и до тебе. Бурум. А и ќе си ги поздравам и Вегера и megavin.mk онлайн платформата и тоа е тоа. Поздрав до вас и верувам дека ќе уживавте. Лайк, subscribe! Така е.